Продолжуваме со нашите патувања по најразлични краеви на нашата татковина. Оваа недела повторно сме во познатиот Мијачки крај Копачка, но овој пат се искачивме повисоко во планината. Па стигнавме до планинското село Иванчишта. Искачувајќи се по прекрасната природа, на 18 километри од градот Кичево и надморска височина од 1070 метри, стигнавме до селото. Во кое во далечната 1953 година живееле 438 жители, додека денес, според пописот спроведен во 2021 година, живеат само 6 жители. Иако според нашиот домаќин од село Иванчиште Иван Јовановски, кого го најдовме во дворот на селската црква, во селото живеат само тројца постојани жители. Јас сум Иван Јовановски, од село Иванчишта, исто роден во село Иванчишта. Моментално живеам во градот Кичево, иначе сум моментално пензионер. Во селово сум роден и сум живеел до 64 година. Во 64 година сме иселени во Кичево. Меѓутоа, често и кога сум бил како дете, сум идел преку цело лето, сум живеел оде, сум седел со дедо ми и со баба ми во село Иванчишта. Тој со тага ни ја раскажа моменталната состојба во селото, кое за жал остана празно, како и голем број наши преубави села. А со гордост ги кажа предностите кои ги нуди живеењето во една ваква природна убавина, која го продолжува животот. Моментално во село имат, што е трагична бројка, тројца жители што живеат постојано во селово. А преку летото доаѓаат од Скопје, од Охрид, постари луѓе, пензионери и си седат преку летото овде како добро место за живење, така речено воздушна бања овде и дишат чист воздух и овде на секој кој ќе дојде му се продолжуваат животот, векот. Со носталгија ни раскажа за животот некогаш во селото, сеќавајќи се на тие денови кога селско збиралиште била селската чешма. Да кажеме неколку зборови за село Иванчишта, во минатото како се живеело и со што обстанувале жителите во ова село. Од 70-тите години до 80-тите години селово броело околу 250 жители постојани што живееле во селово. А иначе се занимавале со сточарство, со земјоделие, за да можат за своите потреби да ги да обстанат, да преживуваат во селово. Иван ни раскажа и за иселувањето кое го испразни селото, како и голем број на села низ нашата држава, а ни раскажа и каде во најголем број се иселиле жителите на Иванчишта. Од 70-тите години па навака
луѓето почнале миграција село-град. Обично луѓето од село Иванчишта се иселувале во Кичево, во Охрид и во Скопје претежно. Сите, посебно помладите луѓе што живееле тука, барале за работа и за подобар живот да живеат. Иначе до скоро време, до пред 10 години селово имаше пак добро луѓе, но за жал сега со таа миграцијата и луѓе што немат повратници во селово, за жал остана многу со минимална бројка. И тоа е стварно трагична ситуација. Обично нашиве села, овие се планински села и сите бегале во градот и така останале и селава наши со многу мало жители. Спомнавме дека Иван го затекнавме во дворот на селската црква. Всушност тој е председател на црковниот одбор во селото и заедно со неговите пријатели од одборот се грижат за одржување на црквите во селото. Јас сум председател на црковен одбор на црквата во село Иванчишта. Иначе во селово имаме две цркви. Едната е ова Свети Никола главна црква и имаме спроти село уште едно црквиче, тоа е Свети Атанасија Велики. Иначе црковниот одбор функционира добро. Ние од кога сме избрани како црковен одбор од 2017 година, црквата беше малку запуштена, беше во лоша состојба. Кога дојдовме ние новиот црковен одбор, се зафативме малку со посериозна работа, каде што црквава комплет реконструиравме, го сменивме кровот, го сменивме фасадата, фасадиравме нова фасада, исто и камбанаријата фасадиравме. Тука што гледаме ѕидови, све што е направено, све од тогаш ние од 2018 година почнавме со работа, до ден денеска имаме пак уште активности и планираме црквава да ја комплетираме, да ја завршиме све да биде во најдобар ред. Споменикот на Ноб наспроти селската чешма останува да сведочи за храброто и славно минато на Иванчишта, како и за улогата и жртвата која ова мијачко село ја дало во националната ослободителна борба на нашата татковина. И така ја привршуваме и овонеделната наша приказна во преубавото славно Иванчишта, кој останува меѓу бујните зелени шуми, да чека нови жители на кои ќе им биде воздушна бања, како што вика нашиот пријател Иван. Па преку чистиот воздух и безпрекорната природа ќе ги лечи и ќе им го продолжува животот. А ние тука се одјавуваме и ве покануваме да продолжите да не следите, па се гледаме наредната недела со нова авантура низ нашиот бескрај убав роден крај.